Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Доколку внимателно следите, оние кои што следат Собраниски канал и се прашуваат што овие 2 дена расправаат пратениците, предпоставувам дека нема да ви е јасно, а можеби и ќе мислите дека владеачкото мнозинство и парламентарното мнозинство е загрижено за вас, почитувани граѓани, и во доцните ноќни часови решило да направи еден сет на мерки како вашата сиромаштија да ја направи поиздржлива и како да ви го подобри животот на вас, почитувани граѓани, а устите им се полни со вас. Дека еве, вие го давате легитимитетот и дека они се ќе направат за вас. Но морам да ви кажам, почитувани граѓани, дека откако е ова парламентарно мнозинство, овој мандат, 2 пати во доцните ноќни часови се расправа за итни и неодложни работи, а тоа се минатата година, кога требаше оваа влада да му даде 33 милиони евра на еден тајкун, ваши пари, му ги дадоа на еден тајкун и купија гасовод стар 25 години, а со тие пари можеше да се направи нов гасовод. Сега имаме проблем и со газ, и со електрична енергија, ма така Зоки Заев решил. Судски спор се решаваше во собрание. Сега денеска што се расправа, за вака да ви биде јасно, денеска решила Добрила Кацарска преку медиумите да му упати порака на Талат Џафери, председателот на собранието, што да направи, како да ја откочи комисијата за избори и именување, која што, патем кажано, не е ни закочена. Зошто? Затоа што пред 3 недели, јас сум заменик член, пред 3 недели таа комисија заседаваше. Значи има начин. Истиот тој Талат Џафери, председателот на собранието, го спомнаа и колегите, интервјуто пред неколку дена, на отворени прашања како мислите да направите полуделовнички маневар, цитирам прашање на новинар, никако не можам да направам. Кој тоа мисли на сила да направи неделовнички чин? Јас на сила не можам на пленум, цитирам, за тие што мислите да реплицирате, цитирам, јас на сила не можам на пленум да сменам пратеник од комисија затоа што морам да имам материјал од самата комисија. Сега што се случило во меѓувреме? Предпоставувам владеачката партија ДУИ со незиниот помал коалиционен партнер СДС смислиле на СДСМ, знам што ќе кажеш. Да си користиме Океј. имињата на политичките партии кои се регистрирани во суд. Владеачката партија ДУИ со нивниот помал коалиционен партнер СДСМ нашле начин, се разбира, преседан. Почитувани граѓани, ова преседан, ова се нема случено досега во собранието и е многу важно да знаете дека ако се случи, а веќе се случува, ќе стане собраниска пракса. Бидејќи секој преседан во една вака незрела демократија како што е Република Македонија станува за жал собраниска пракса, па зависно од позициите, ако се позиција или опозиција, па се повикуваат. Сведоци сме на тоа и на Комисијата на политички систем и на останатите комисии, каде грубо се крши овој деловникот. Замислете, се повикуваат на член 114 и велат дека, и член 63 од Уставот, дека пратениците се избрани именувани лица. Ама го забораваат членот 62, да, избрани, нас не бира граѓаните. Ама го забораваат членот 62, вичните
адвокати и правници во ова парламентарна група, каде што вели член 62 од Уставот. Собранието го сочинуваат, нели, од 120 до 140 пратеници. Пратениците се избираат на општи, непосредни и слободни избори на тајно гласање. Не ги избира, да не ве именувам тука тие подпишаните кои сте. Вие не бирате. Сите нас не бираат граѓаните. Комисијата за избори и именување, да, пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по сопствено убедување. Како вие знаете како ќе одлучува Фадил Зендели? Од каде знаете вие како што вели народот на Гравче си гледате? Од каде вие знаете дека Фадил Зендели за некој уставен судија, за некој предлог, бидејќи целиот овој преседане за уставен судија, може би на Фадил Зендели, кога ќе го погледне CV-то на одреден уставен судија, и ќе одлучи да гласа за него. Од каде вие знаете? Тоа што дал оставка од подпредседател е сосема друга работа. Член на комисија се станува, се знае како. Сам треба да каже или сам да се откаже. Никако, ама никако поинаку. Значи, вака ако продолжите, доколку некој друг член од било која друга комисија ви пречи и не можете да се справите со него, заради било која причина, вие ќе се соберете вака и ќе си изгласате. Не може тој да биде член на таа комисија. Си правите така како што ви одговара. А онаму, по судовите кои што ги контролира Кацарска и Зоран Заев, луѓе се осудувани за деловничко работење. Ова е класичен преседан. Ова е класичен упад. Ова е неправда. Ова е врв на недемократски чин кој што го правите и ќе ви се удари од глава. Сега прашувам, што се случи со нашите амандмани кои што беа многу деловнички поднесени? Бидејќи одлука во Деловникот на Собранието на Република Македонија во членот 184 став 2 вели: во постапка на донесување на декларации, резолуции, одлуки, препораки и други општи акти, соодветно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на предлог на закон во второ читање, со тоа што е задолжителна општа расправа. Вчера насилнички, направивте што направивте, ние до крајот на седницата поднесовме, мислам дека над 400 амандмани. Немат денеска одговор каде се нашите амандмани. Може би треба да излеземе од собрание и да побараме во контейнерите, да видим. Онака како што завршија 35.000 амандмани од еден друг мандат за еден друг закон. Каде се нашите амандмани и што направивте со нашите амандмани? Каде се? Што сме ние тука? Не постоиме 45 луѓе? Не сте свесни што правите? Дали ви е јасно во колку длабоко заглавувате? Ама со тоа ја закопувате македонската демократија. Каква така? Значи, со вчерашниот чин и денешниот покажувате дека и да е иронијата уште поголема. На вчерашната седница имаше толку важни закони за качување на пензии, за димната завеса која што ја пуштате по медиумите за наставниците, платите, декларацијата за Гоце Делчев. За се гласавте против. За се гласавте против. За акцизите, за намалување на цените на горивата, за енергетската криза. Приоритет, замислете, почитувани граѓани, им е уставни судии подобни, за да можат да одлучат многу важни работи за државата. За Преспанскиот договор, кој што, патем кажано, и врапчињата на Гранка знаат како неделовнички и неуставно се донесе, и за некои други недемократски
сулуди процеси во оваа држава, за кои што се надевам искрено дека во иднина ќе бидат коригирани. Повлечете се додека е време, да не станат преседаните пракса. А вака како што сте почнале и ќе продолжите, ова ќе стане пракса како што ви се одвива од глава на некои други тела. Реплика, пратеник од